Да ви се представам, прво, јас сум Ставре Джиков. Куманово ми е еден од несаканите градови, почитувана публика кумановчани. Куманово многу ме врзува и лично, и интимно, и човечки, и македонски. Морам да ви кажам дека лично ме врзува преку името на Трајко Прокопиев. Таа е приватна, интимна, семейна врска, која ме облагородува секогаш кога ќе дојдам во Куманово. Зошто сум тука вечерва? Вечерва сум тука и ви благодарам што не удостоивте да ја погледаме заеднички ова грбовна историја хералдичка, каде што не смееме да заборавиме дека сме македонци, дека имаме своји историски корени и дека тука сме живееле илјадници години. Куманово е едно од, по мене, од многу важните историски места и крстосници на македонската историја. Сакам уште нешто да кажам, дека хералдиката, она што јас го знам интимно и што сум истражувал, е една од многу важните, иако споредни историски науки за достоинството на секој човек, на секоја нација и на секоја држава. Сакам уште нешто да кажам, посебно благодарност, кога доаѓа во Скопје, доаѓа со председателот на Грбовното здружение, господинот доктор Јован Јоновски, хералд, кој е специјалиста по хералдика и редок и единствен во Македонија. Јас со него се дружам од години и години, но посебно му заблагодарувам што од неговите раци излезе и мојот личен хералдички грб, кој е таму на последниот столб. Со ова сакам да кажам дека професорот Јован Јоновски го оживеа историското минато на македонската меморија и историја. Во таа приказна посебно ми беше чест што го запознав лекарот доктор Иван Нацев, кој ми стана и одличен пријател. Неговата и мојата приказна се споја по однос на хералдика во Радовиш. И бев воодушевен од неговиот настап, од неговите сознанија за хералдиката и неговата мотивација да живее ова историско минато, кое за културните нации представува и иднина. Затоа што ако не си го знаеме минатото, сме никој и ништо. Тоа е една работа. Меѓутоа, посебно ми беше мило што доктор Јован Јоновски застана позади идејата што му ја предложив. Јас не сум член на хералдичкото друштво, но сум истражувач хералдичар. Значи немам статус, но имам идеја. А таа идеја ја реализират еден мал круг на хералдичари во Македонија. Ова изложба се надевам, после Куманово, ќе прошет уште по неколку градови, веќе покажуваат интерес, што навистина ми е драго. И мислам дека вечерва со света почит кон вас и вашето одвоено време, едноставно не ќе уживате. Заедно ќе се вратиме во минатото на се оно што тука е презентирано. И се надевам дека некој медиум во Куманово ќе чуе и ќе разбере дека во овој прекрасен културен дом Трајко Прокопиев вечерва се одржа една велелепна изложба. Во ова приказна драго ми беше што доктор Иван Нацев вчера настапи на Телма, па малку и тоа препорачувам преку YouTube, да откриете дека и во Куманово има македонска интелигенција со бистар и со идеја за идината. Во ова прилика, јас да не должам многу, стилот мене ми е 15 минути до 5 минути. Сега само ќе искористам 5 минути, ова што ви го кажав, и во ова куќа културна имам промовирано 3 значајни книги за 3 значајни историски личности на македонската држава. Едната беше за Драган Богдановски,
Втората беше изложба за осудените лица од Куманово за идејата за независна Македонија. И третата книга, јас го побарав сега да се чуеме, Никола Петковски, врвен пилот во југословенско време, а првиот македонец кој обезбеди авион на македонската армија. Јас со него сега се слушнав, он е во Турција и така назад ќе се видиме. И ми е драго што од оваа сала, од салата која за мене представува символ на македонштината во уметноста, вечерва ќе ги погледаме заедно се оно што се мачат, организираат со својата патриотска енергија овие изложби да бидат дел од македонската историја. Па сега го поканувам председател Јован Гановски да се настави. Добро вечер и од мене. И навистина за мене представува едно големо задоволство и голема чест да бидам тука и ова, освен ова изложба, представува и најголема средба на луѓе кои што имаат грбови во Македонија, веројатно. Избројавме тука барем 10 на луѓе кои што имаат личен грб. Но најнапред за почетоците на ова изложба. Изложбата почна во Радовиш на 10 јуни. Тоа за нас хералдичарите е многу голем, важен ден, затоа што 10 јуни е светскиот ден на хералдиката. Именно тогаш, на 10 јуни 1128 година, е дадена свадбената повелба на Геофрид Плантагенет од англискиот крал Хенри I, кога тој ја дава својата керка Матилда на тогаш 15 годишниот гроф и на таа свадбена повелба се наоѓа грб кој што ние го сметаме за прво врачување на грб официализиран. Грбовите претходно постоеле, но ова е веќе димензијата на законскиот дел и на наследниот дел, кој што се исто така дел од хералдиката. Хералдиката најкратко е наука за грбовите. Таа се занимава со истражување на грбовите, со нивното настанување, со начинот на нивното составување, исцртување и уште многу други работи. И првиот хералдичар во Македонија е Дојранчаница Джефаровиќ, кој што на светската сцена се јавува најнапред со својата книга Стенографија 1741 година објавена во Виена и ќе поминат повеќе од 200 години додека Матковски во 1970 година не ја објави својата книга Грбовите на Македонија и со тоа го почнува проучувањето на хералдиката во Македонија и ја популаризира, особено со реизданијата од 1990 година. Повторно, ќе треба да поминат уште многу години додека не започне со работа Македонското хералдичко здружение 2003 година да ја продолжи работата на овие 21 хералдичари. И веќе 21 година се занимава со проучување и со популаризацијата на македонското хералдичко наследство и не само тоа, туку продолжува и со практиката за создавање на хералдички грбови. Тука ќе видите во изложбата дека имаме делно историски грбови, делно имаме и модерни грбови, но за тоа повеќе ќе ни каже подпредседателот на Сдруженијето, а тоа е нашиот драг кумановец, доктор Иван Насовски. Благодаря, председателе. Поштовани присутни, за тие што не ме познават, јас сум Иван Насовски, вечера во својство на подпредседател на Македонското грбословно друштво и еден од авторите на изложба. За оние што ме знаат, веројатно претпоставуваат дека зборувањето не ми е баш најка страна, затоа ќе пробам да бидам краток и јасен.
Во изминатите неколку години Македонското грбословно друштво успеа да ги продлабочи и прошири познавањата за грбот на Македонија, односно за грбовите на Македонија. При тоа успеа и да оствари добар дел средби и соработки со организации, општини, институции во Македонија, со што успешно ги ја промовираше македонската жива хералдика и на тој начин го збогати македонското хералдичко наследство. Изложбава што имате можност да ја видите вечерва, представува резултат на тој повеќегодишен труд. Иницијатор за изложбата беше почитуваниот присутен овде Ставле Джиков, автори на изложбата сме јас и председателот Јован Јоновски, а за ликовниот дизајн, за графичкиот дизајн се погрижи исто така тука присутниот Димитри Михајловски. Изложбата беше организирана по повод 10 јуни, Меѓународниот ден на хералдиката, и уште во самиот зародиш идејата беше прифатена од културниот Центарот за култура во Радовиш, тие ни излева во Пресред и ни помогна да ја изреализираме изложбата, и таа прв пат беше поставена пред точно месец дена во галеријата во Радовиш. Инаку изложбата се состои од два дела. Првиот дел е резултат на научно-истражувачката работа на Македонското грбословно друштво и во него се прикажани грбовите на Македонија. Првиот дел е поделен во 3 поддела, во кои што се прикажани грбовите на Македонија во европските и илирските грбовници, потоа грбовите на кралот на Македонија, како и припишаниот грб на Александар Македонски и принцот Македон, принц на Ематија. Во првиот дел од изложбата ќе забележите повеќе различни символи, како што е лавот, грифонот, тојага меѓу рогови, звона, 3 круни, превези, што значително го збогати знаењето што имавме претходно за македонскиот грб, она монолитно сваќање дека тоа е само некаков лав на некакво поле. Тука ќе можете да се убедите дека приказната не е сосема така. Овие грбови се практично сите се од западноевропски извори од 14 до 18 век. И со тоа можеме слободно да кажеме дека да дојдеме до заеднички заклучок дека и македонскиот грб, како и останатите грбови на останатите балкански земји се појавува во Западна Европа, далеку пред да се појави во илирската хералдика. Вториот дел од изложбата представува жива македонска хералдика и тоа е резултат на основното грбословно работење на друштвото. Тука се прикажани грбови на општини, грбови на институции и организации, како и лични грбови. Ќе можете да видите грбови на неколку општини, како и грбови и како и предлог грбови за општински грбови на некои од општините кои што имаат солиден хералдички дизајн. Ќе можете да го видите грбот на председателот на републиката, грбот на Македонската православна црква, а од грбовите на организации ќе можете да го видите грбот на Кумановскиот клуб за Айкидо Агацу, како и клубот на генерали, на пензионирани генерали од армијата. За крај би сакал само да го поздравам и домаќинот, културниот дом Трајко Прокопиев во Куманово и да изразам искрена благодарност за нивната подготвеност за брза и ефикасна соработка. Се надевам дека таа соработка ќе продолжи и поратаму. Не би должил повеќе, со ова е прогласувам изложбата за отворено. Повелете да ја разгледате, за сите прашања и информации ние сме тука и стоиме на располагање. Од другата страна има и коктел бар, така што послужете се и повелете. Благодарам.